Македонски холокауст и културен геноцид на македонците, тоа е политиката на македонските власти последниве години. Жестоки критики до владата испрати првиот човек на Македонската академија на науките и уметностите, академик Љупчо Коцарев. Според него договорите со Грција и со Бугарија за македонците значат дека македонскиот народ нема свое место во светот, место што другите го признаваат и гарантираат, и дека македонскиот народ повеќе не припаѓа на семејството на сите народи. Коцарев порача дека 17 јуни 2018, денот кога беше потпишан Преспанскиот договор, треба да биде прогласен за ден на македонскиот холокауст. Одговорните за овој грозоморен чин јавно да им се извинат на македонците. Договорите со Грција и со Бугарија кои што представуваат културен геноцид на македонците во колективната меморија на македонскиот во колективната меморија на македонскиот народ да се именуваат со синтагмата македонски холокауст и надлежните институции во Македонија да предложат ден за комеморативно одбележување на македонскиот холокауст. Коцарев со жалење тврди дека македонците после подписите на Никола Димитров и Никос Кодзијас веќе не се истиот македонски народ кој бил признан речиси од целиот свет, побара од властите да престанат со поразителната политика во однос на соседите, а пак од сите 120 пратеници побара да не ги поддржат уставните измени. До 16 јуни 2018 година за повеќе од 130 држави, за речиси 80% од жителите на планетата Земја, ние бевме македонци што живеат во Република Македонија, а веќе на 17 јуни, еден ден подоцна, македонскиот народ целосно исчезна од меѓународната сцена. Ако дозволиме уставни промени, тоа ќе значи широко отварање на портите за други, нови, нестварни и небулозни барања, што ќе повлече соочување со уште поголеми искушенија. Првиот човек на највисоката научна институција во државата се пожали и од односот на властите, вели лукративните, сервилните и неуки политичари довеле до уништување на науката, уметноста, образованието, здравството, економијата и интелектуалната мисла. За жал, власта со сите сили настојува да ја задуши, да ја оневозможи, да ја омаловажи и да ја маргинализира работата на Ману. Па така, на пример, само еден пример ќе дадам, на уредно и на навремено поднесените барања за користење на средства обезбедени од други извори, најчесто од меѓународни проекти, Министерството за финансии или не ги одобрува тие барања, или барањата неоправдано долго чекаат во некоја фиока. Негрижата на власта кон Ману се докажува со фактот дека во моментите кога таму се одржуваше годишното собрание, секретаријатот и стручните единици се во штрајк, барајќи повисоки плати. Тие велат дека со месечниот приход кој го добиваат и галопирачката инфлација последниот период едва и преживуваат од први до први.